Зоран Заев. Може ли во Македонија да се живее подобро и посрекно? Да, може и мора подобро да живееме. Македонија заслужува подобра иднина. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани коалициони партнери, почитувани идни пратеници, почитувани жители на нашиот главен град Скопје, почитуван иден председателе на Република Македонија, почитувани граѓани на Република Македонија. Добро вечер на сите! Имам огромна чест во центарот на македонската метропола да се заблагодарам на сите граѓани на Македонија. Ова што го гледаме низ македонските градови и села е една неверојатна енергија за нов почеток и една цврста решеност да се победи ова недемократска власт. Во име на граѓаните со задоволство можам да констатирам тоа што секојдневно го чувствувавме на сопствена кожа. Повеќе нема да го потиснуваме. Тоа што досега гледавме што и се случува на нашава земја, повеќе нема да го премолчуваме. Тоа што сака да ни ја украдат Македонија, на овие избори ќе го спречиме. Можам слободно да заклучам. Заедно ќе победиме. Ако некој се уште има сомнеш дека не може, прашајте ги луѓето кои живеат токму овде во центар дали не може. 3 круга издржаа и кажа не за власта на Никола Груевски. Овој пат така ќе биде во цела Македонија. Стево Пендаровски во првиот круг ќе најави големата и убедлива победа на опозицијата во Македонија. А вечерта на 27 април земјава ќе слави двојна победа. Ќе слави што повторно ќе има председател и ќе слави што ќе добие влада посветена на граѓаните. Македонија ќе слави слобода! 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 Почитувани пријатели, ние сме цврсто решени да ја вратиме државата на граѓаните. Време е заеднички да направиме позитивен пресврт. На овие избори, без разлика дали сме определени или неопределени, дали сме македонци, албанци или срби, роми, турци, власи или бошњаци, христијани или муслимани, вработени, невработени, млади, стари, сите заедно треба да придонесеме за подобар живот во нашата земја, Република Македонија. Сите кои се разочарани од економската агонија и не ги интересира политика, оние кои можеби никогаш не гласале досега и се колебливи дали Македонија може да живее подобро, им порачуваме може. Младите луѓе кои сакаат да се одселат во странство и изгубија надеж дека можеме да имаме подобра сегашност и иднина, ги уверуваме, можеме заедно. Ако се сомневате дека во Република Македонија повеќе не може да имаме слободоумно размислување и говор,
објективно судство и независни медиуми. Верувајте, може. Оние кои се прашуваат дали може да се врати меѓународниот углед на Република Македонија и дали Македонија може да стане членка на Европската Унија и НАТО без да се откаже од своето име и идентитет, треба да знаат дека може. Тоа е можно со новата енергија на новите луѓе кои носат нови позитивни вредности и промени за нов почеток. Промени за Македонија. Почитувани граѓани, драги пријатели, имаме нови луѓе, имаме нов концепт, нови идеи, решенија, реална визија. Граѓаните пред се, тоа е основата на нашиот нов концепт. Граѓаните на Македонија жртвуваа многу за да создадат држава, а државата пред се треба да ги почитува своите граѓани. Затоа државата ќе ја вратиме во рацете на граѓаните. Ние во Социјалдемократскиот сојуз знаевме дека промените во Македонија треба да почнат од промените во партијата. Тоа беше барање од нашето членство, но и очекување од граѓаните на Република Македонија. Деновиве, одејќи од врата на врата низ Македонија, видовме дека овие наши промени позитивно се прифатени секаде. Тоа што власта жестоко се уплаши од овие промени е дополнителен показател дека сме на вистинскиот пат. СДСМ го слуша гласот на народот. СДСМ е реорганизиран, променет, подготвен и обединет. Новиот и реформиран СДСМ може и сака да заврти нов лист за Македонија, за подобра Македонија. Власта постојано говори за некакви проекти. Да, ги видовме ефектите од сите нивни досегашни проекти. Го видовме конечниот проект да ја претворат Македонија комплетно во филијала на нивните офшор компании. Се да приграбат, се да контролираат, да станат газди на се во државата, вклучително и на животите на луѓето. Тоа заедно нема и не смееме да го дозволиме. Не само што нема да го дозволиме, туку ви ветувам од ова место, ќе вратат се што изнесоа од Македонија по Панама, Швајцарија, Чешка и каде уште не. Има да му вратат на народот се што му украдоа. Почитувани, реков претходно, еве ќе повторам и сега. Нашата цел не е само да ја урнеме недемократската власт на Никола Груевски. Нашата цел е да ја оправдаме довербата од граѓаните што ја чувствуваме по цела Македонија. И тоа граѓаните ќе го покажат и на 13 и на 27 април. Првиот чекор е Стево Пендаровски, председател на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата покажа дека имаме капацитет да понудиме човек прифатлив за сите граѓани. Стево потекнува од граѓаните. Има професорско знаење и големо искуство во општествениот живот.
Тој е вистински човек кој ќе работи во интерес на граѓаните на Република Македонија. Со Стево Пендаровски за председател, политичките, културните, националните и други различности во Македонија ќе бидат предност за одење напред, а не изговор за делби. Со Стево за председател ќе ја соединиме енергијата на младите, знаењето и мудроста на возрастните. Република Македонија заслужува председател. Македонија го заслужува Стево Пендаровски. Со вториот чекор од новиот концепт до народот доставивме листи со нова екипа. Со кандидатските листи докажавме дека сме зрели да се издигнеме над нашите лични интереси. Покажуваме дека сме подготвени да се бориме не за себе, туку за граѓаните и за Македонија. Овие луѓе овде пред нас и носителите на листи во законодавниот дом верно и професионално ќе ги застапуваат интересите на граѓаните. Овие луѓе ќе одговараат пред вас, граѓаните. Тие во парламентот ќе му служат исклучиво на народот. Преку нив, вие граѓаните ќе бидете законодавна власт. Почитувани граѓани, Македонија нема веќе луѓе за заминување и губење. Секој треба да ја помогне на татковината. Сега е моментот. Помагајќи на Македонија, си помагаме на себе и на нашите деца. Повикувам новие избори да направиме се да победи волјата на граѓаните на Македонија. Да не дозволиме да гласаме како што не сакаме, само за да задоволиме нечии лични апетити. Ова е моментот во кој што треба да покажеме дали ја имаме во душата наша, храброста на нашите предци, кои ни ја оставија слободна Македонија. Подсетувам, да се родиш во Македонија е благослов, да живееш во Македонија е искушение и предизвик, да се бориш за слободата, за прогресот и среќната иднина на Македонија е света задача и обврска на сите вас и на сите граѓани на Македонија. Од секогаш било така, така и денес. И овој пат за доброто иднина на Македонија заедно ќе се избориме. Почитувани, по изборите новата влада ќе биде целосно посветена на решавање на сите создадени проблеми во државата. Новиот концепт што ќе го спроведеме во економијата е да ја вратиме средната класа, столб на секое стабилно општество, да ги запреме задолжувањата, да почнеме да создаваме работни места и да го подобриме животниот стандард на граѓаните. Наместо да градиме споменици, да отвараме нови производствени капацитети, државата ќе воведе еднакви правила за приватниот сектор, без уцени и казни, и рекет на големите, малите и средните предпријатија. Денес македонските семејства живеат на кредит. Долговите им растат, а извршителите тропаат веќе на сечија врата. И државата живее на кредит. Надворешниот долг на Македонија во последните 8 години е двојно поголем. Оваа неодговорна власт сите нас не задолжи милиарди евра. Парите се земени и потрошени, а ги нема ниту кај граѓаните, ниту кај државата. Ама кога ќе дојдат извршителите и државата ќе треба да враќа, тогаш државата не зема од премиерот и од неговите министри, туку преку казни, даноци и скриени давачки брутално зема од джебот на граѓаните. Затоа велам, парите ќе бидат вратени кај граѓаните.
ветуваме овде од овој централен митинг. Капиталните инвестиции ќе бидат насочени исклучиво во проекти кои што создаваат нови работни места, реални повисоки плати и пензии. Средната класа ќе ја замени сиромаштијата. Ве уверувам дека Социјалдемократскиот сојуз ќе ја врати средната класа и ќе го врати достоинството на сите, на администрацијата, на земјоделците, на невработените, на социјално загрозените граѓани. Ќе се гордееме сите со својата земја, Република Македонија. Драги пријатели, со личен пример покажав дека тука во Македонија може да се започне и да се успее почнувајќи од земјоделството. Покажав дека со многу труд и предприемачки дух може да се надминат предизвиците за создавање нова вредност, честност и општествена одговорност. Дури потоа влегов во политиката, воден од желбата да придонесам за економски напредок и благосостојба на на нашиот народ. Не дозволив и нема да дозволам никој да не спречи во реализацијата на таа цел. За нас основен демократски принцип е и ќе биде економски и политички слободна Македонија за секој граѓанин. Секој да може да го оствари загарантираното право на екзистенција, работа, слобода и изразување. Секој да се чувствува почитуван и безбеден, без разлика на неговата политичка, национална или друга определба. Ве уверувам и дека новиот председател и новата влада, предводена од СДСМ, ќе го вратат и достоинството и меѓународниот углед на Македонија. Ќе го браниме нашиот идентитет, нашиот јазик и нашата национална посебност до последно. Македонија е се што имаме. Заветот предците, наша заедничка света обврска. Го слушам Груевски како се фатил за ова прашање секогаш, кога нема што да каже, го вади наводниот патриотизам. Лаже, обвинува, прави конструкции. Го разбирам, тешко му е, а во државата направи пустош за 8 години власт. И сега го слушаме човекот како зборува дека Заев избегал од дуел со тоа што не е носител на пратеничка листа. Јас сум идниот премиер на Македонија, а сите знаат дека Груевски избега на пратеничка листа заради имунитет. Ајде да видиме кој избега. Го повикувам Никола Груевски на дуел. Прифати дуел Никола Груевски. Да се објасниме кој вистински ја брани државата и интересите на нејзиниот народ. Да ги спротиставиме нашиот концепт за средната класа и вашиот за панамска Македонија. Да ги ставиме аргументите на маса, кој што знае и кој колку може. Охрабри се Груевски и прифати дуел. Почитувани граѓани, Скопје е нашиот главен град. Нека биде главен и во промените. Ајде да ги направиме овие промени. Бидејќи си ја сакаме татковината
и веруваме во моќта на граѓаните на Република Македонија. Ајде заедно да ги донесеме промените за нов почеток. На 13 април ќе излеземе масовно на гласање и ќе ги најавиме тие промени. А на 27 април конечно ќе се случат промените. Ве повикувам да им помогнеме на земјата и да им помогнеме и на сегашните и на идните генерации. Ве повикувам сите заедно да создадеме достоинствена Македонија, земја на среќни граѓани. Македонија заслужува промени. Македонија заслужува нов почеток. Да живее Македонија!